Култура е одраз на ментална состојба на секој субјект. Култура е насловна страна на секое општество. Култура е тоа што го немаме ние. Култура е тоа што нам ни треба, да треба. Култура е тоа што го бараме ние. Култура е тоа што нам ни треба, да треба. Анастасија Гичевска е родена во 2000 година во Битола, Македонија. Основното и средното музичко училиште го завршува во истиот град, во класата на професорка Цветанка Георгиева. Во моментот е студент на Факултетот за музичка уметност во Скопје, во класата на професорка Марија Ѓошевска. Редовно настапува на концерти, учествува на меѓународни и државни надпревари, семинари. Добитник е на голем број награди и признанија. Ја снимаме последната емисија од оваа сезона на Млади за Скопје и многу ни е драго и чест и мило што можеме да кажеме дека последниот концерт свирка ќе биде малку, би рекол, по-специфичен. Ќе имаме две прекрасни дами, девојки, нешта, што не доаѓаат директно до она што досега ни беше принцип на работа, тоа е, да речеме, по алтернативна музика и ликовни уметности. Туку доаѓаат од нешто што има блиску врска со тоа е, викаме дека архитектурата мора да се развие ни двете хемисфери за да можете да ја работите, така што ќе имаме една архитектка која ќе ни се представи со нејзиниот уметнички дел и ќе имаме класично тренирана, не знам како е правилната, пианист, музичар. Класично трениран пианист, што се надеваме дека ќе успееме малку оној свечен отмен момент на класичната музика што можеби младите и малку ги одвраќа од неа според мене. Да, малку да ја симнеме вака на ниво што ќе ни се допаѓа на нас, да ја направиме класичната музика алтернатива. Рок-н-рол да биде скроз. Може. Така што сега си направиме муавет најпрво со Анастасија Гичевска, што ни доаѓа од Битола. Браво Битола. Битола и Скопје там мора да се напред битолчани лайк стајте. Која е пианистка? Како влезе од целиот тој свет на пианото? Па започнав со свирење од 6 годишна возраст, поради тоа што, не знам, во целата моја фамилија сите оде на пиано, така да веќе нормално беше јас да започнам со свирење. Свирам, како што кажав, од 6 години, прво како хоби. Не сакав да свирам толку многу класична музика, меѓутоа со тек на време
започнав и ете, сега до последна година на факултет. Што се плановите за понатаму после факултет? Музика? Се живее Да, од тоа, не се живее? не знам, веројатно се живее. Се уште не сум одлучила што, меѓутоа се што сакаме да работам со музика. Што ќе донесе тоа. Многу ми е интересен моментот со кој што не сум можел да се сретнам на тој, баш го разговаравме пред да се уклучи камерата, на тој отмен момент на класичната музика и општо целиот тој вел што го има околу тоа. Како се чувствуваш како тоа влијае во однос на младите? Знаеш, сме млади, имаш другари, другарки, треба ги викнеш од средно, од факс, не знам што да им речеш и дојдете ваму. Знаеш, и ти кажа чекај, треба да се облечам у фустан или знаеш. Така, да. Има ли некоја бариера или не представува тоа бариера? Според мене да. И мене некогаш ми смета, поради тоа што е претерано и сметам дека колку е по-нормално и целите концерти се по-обични, би рекла со пообичен кодекс, би биле многу поприфатливи од страна на популацијата. Токму тоа и ни беше првичната намера кога Да, се јавивме да настапуваме. затоа и прифати. Затоа што не е класичната музика така како што се представува со белски фустани, не знам. Туку е многу повеќе и за секој. Ние сите бевме во еден момент на екстаза, бевме како, ајде бе, ќе се снајдеме, ама ова е крив патот, ќе го направиме прав, знаеш, како, многу рок-н-рол ќе ја стварно се чувствувам дека на 30 ќе имаме можност да почувствуваме, јас си го викам тоа рок-н-рол, како и да е тоа, некој алтернативен момент на луѓе што поминуваат низ чаршија и доаѓаат звуци од класична музика на која сметам дека на сите ни прија, како е на македонски прија, ни прија на уво, ама Да. а не сме навикнати да ја слушаме. Да, воопшто. И јас сметам дека ќе биде убаво. Да, поразлично во секој случај. Како би ја приближила класичната музика кон луѓе што не го знаат тоа? Па ете со вакви концерти, со тргање на бариери во смисла само во сали свирење, само со одреден тип на репертоар на свирење кое што во почетокот и ќе му смета на луѓе што не се навлезени во класичната музика, затоа и за овој концерт сакам нешто попознато да свирам за да може да е поблиску за сите. Има некој вака име или музичар што би го препорачала на некој што за да му се навикне увото на класична музика? Па не знам, јас за полесно слушање би го кажала Ерик Сати, веројатно го знаете сите. Може, мислам нека е тој, да. Еден многу интересен момент што баш цело време сме го приметували, баш со Калина што е позади камера, дека да е веројатно и со умисла направено во цртаните филмови. Да, сите тие подлоги да се на класична музика за да почнат да се навикнуваат веројатно децата уште на тој мил звук. И музиката на старите телефони, сега мислам дека нема повеќе. Меѓутоа тие што ни звонеа порано беа Бах претежно. Јас го открив тоа на факултет, ама да, тоа е таа музика, иако сите ги знаеме таа мелодија. Тоа е класично. Многу фасцинантен моментот кога имам прилика да разговарам со млади што класичната музика им е начин на живот, би ја нарекол. Оддих. Ние имавме прилика да те слушаме пред можеби некој месец во филхармонија, каде што со македонската филхармонија настапуваше како дел од одбрани студенти, заслужни, паметни, добри и убави. Какво беше самото искуство? Прекрасно, не знам прв пат. Се што е прв пат е ново, страшно, но имам многу позитивни искуства и многу научев. Ние бевме многу такви бевме, чекај сега кај ќе се појават студентите и вие бевте баш у центар на вниманието и ве придружуваат музичари, уметници што ги знаеме, што ни се општо познати, што се веќе таму класа во тоа. Ти годеше ли таа улога? Секако да, секако. Многу бев уплашена искрено, но добро помина и ова е многу смешно. Каснев на генералната проба и кога каснев целиот оркестар ме гледаше и ја беко.
добро. А исто така имаше и касне и на делот Јаскова требаше да свирам. Не знам дали сетивте. Ама и тоа беше малце страшно, ама окей. Убаво помина, многу добро искуство. Не знам, ново. Со сите тие музичари беше прекрасно. Мене ме зачудува моментот, например, нели има па и по неколку пати годишно во парк Филхармонија прави некои Да, тие се доста добри. спојки со рок музика, со некој, не знам, имаше нешто со цртани филмови, што е нешто поприфатливо, да речем, полесно за проголтување. И таму луѓето се секогаш прилично задоволни од тој настан. Да, тоа е ново искуство. И тоа многу, да. Особено сега на Архангел. На Архангел да. сега. И кој е тој момент што потоа ни фали за тие истите луѓе, што не се среќаваат секој ден со класична музика и сега ја виделе низ некоја форма им се допаднало многу. Да. Каква идеја би имала ти како не знам, да ставиме менаџер на Филхармонија, да ги повлечеме тие луѓе подоцна да дојдат и во Филхармонија на некој посериозен, да го наречам, концерт? Па сметам дека ова што го прават со надворешните, со концертите надвор е доста добро за популација. Сметам само со попознат репертоар, ама сметам дека е добар репертоар, така да не знам зашто не доаѓаат луѓе. Дојдете, да. Многу е убаво. Може да очекуваат луѓето што ќе дојдат на 30 август кај Лакања? Па, одбрав репертоар кој што ќе биде попознат. Ќе свирам Ерик Сати, ќе свирам Шопен, ќе свирам еден помалку познат композитор Монпоу и да, тоа е се. Верувам дека ќе биде супер и сите луѓе ќе уживаат у целото искуство класичната музика да извадиме на улица. Се надевам и јас. Се гледаме на 30 август. Калина Трајановска е родена во јули 1997, понеделнички. Последните неколку стотици километри од нејзините патешествија ги поминува на архитектонскиот факултет во Скопје, занимавајќи се со архитектура и само со архитектура. Нема омилена боја или храна, затоа што видливо е намалено времето да пребира. Моментално во нејзиниот живот е мирно и се случува по нешто. Се надева дека од септември ќе работи на реализирање на идејата за нејзиниот магистерски труд. Консумирање на културни вредности. Култура е одраз на ментална состојба на секој субјект. Култура е насловна страна на секое општество. Седам со архитектка, поранешна моја, како се вика, соученичка од Корчагин и сестра моја во моментот. Калина, морам ова да го кажам како еден дисклеймер на почеток. Правив муабет дека за да практикуваш архитектура, мора двете хемисфери од мозокот заедно да комуницираат добро.
кој е моментот што те привлече после средно да речеш јас ќе запишам архитектура? Може би баш тоа? Па искрено немаше момент што ме привлече, туку беше некако интуитивно. Секогаш сум сакала да се занимавам со уметност, а ова е на некој начин примената уметност, што некако ме натера да влезам во тоа и да сватам дали можам да го истражувам тоа поле на некој начин. Ти помогна. Сега верувам дека у тие години кога студираш архитектура, мораш малку повеќе да се посветиш на тој технички момент. Додека го учиш тоа. Ти помогна тоа да ги прошириш твоите видици однос на креативноста, на уметноста? Па да, во секој случај, да, отворам нови хоризонти. Некако во секој сегмент става во некоја граница, што исто така ти ја развива креативноста на некој начин. Ама, од друга страна, ете слободува од тие граници. Беше симбиоза на тие две ствари, работи. И сега си при крај на твоето студирање? Да. Какви се твоите планови за иднината? Многу тешко прашање. Сакам да се занимавам со архитектура во секој случај, ама исто така сакам и да ја развивам таа хемисфера креативна, уметничка и не сакам да биде тоа толку стерилно, да работам во канцеларија од 8 до 4, 5, сега поново. Да, тоа. Меѓу првите емисии кога ги правевме од серијалот Млади за Скопје со твоја колешка, архитектката Матеја Николик, зборувавме баш за моментот дека многу архитекти по студирањето се одлучуваат да бидат интериор дизајнери или многу често сега и на Инстаграм да прават некакви креативни накид, хендмейд, што и да е, аксесорис. Зошто е тоа така? Нема услови за да се продолжи како архитект? Луѓе им се досадува техничкиот дел, па сакаат да се вратат на уметност? Па мислам дека може да има повеќе причини за тоа. Мене најрелевантно ми е квантитетот или бројот на архитекти. Мислам дека секогаш е повеќе од тоа што една држава го бара. И исто така самиот факултет тоа возможува никако да се диспрезираш во повеќе гранки и на таков начин да работиш на нешто друго. Така што да, мислам, можеш да работиш повеќе работи, ама ако стварно го сакаш тоа, можеш да останеш и да работиш архитектура. И при тоа архитектите сум ве приметил како функционирате. Инспирацијата ја барате буквално на секаде. Ако секој момент кога седите имате нешто, ова може да биде нешто. Да. Кај што се најчестите извори на инспирација? Да, прва лекција мислам дека на архитектура, никогаш инспирацијата за архитектура не ја баре во архитектура и мислам дека во секоја уметност треба да биде така. Мене најчестите извори ми се секојдневието веројатно. Природата исто така, затоа што сметам дека многу често се оддалечуваме од тој концепт дека не зависиме од неа, всушност многу зависиме од природата. Никогаш се наоѓа во некои уметнички дела, во музика и слично, да. Ама во архитектура најретко. И еве например сега те ставаме од таа улога на архитект, те земавме и сакаме да те ставиме во улога на уметник. Да. Бидејќи сметаме дека тоа може сосема многу природно да се изигра. Планираш нешто, какви ти се плановите, како сакаш да си играш со уметноста на тој начин? Сакаш да еве например сега имаш можност да изложба и да ги нема тие ограничувања од технички аспект. Ќе си ги ставиш, нема да си ги ставиш, ќе... Да. Тоа е многу чуден момент, затоа што некако како сенка цело време ме прати архитектурата, веројатно заради не знам, незината комплексност и толку долго што сум се занимавала, мислам не предолго, ама пак сум се посветила 5 години на тоа. И некако кога и да сакаш да излезеш од тие рамки, кои цело време е тука. И баш и за ова моментално што го спремам, мислам нема момент каде што можам да избегам од неа, ама од друга страна сваќам дека се може да се прави колаж, да биде присутна архитектурата, ама во исто време и уметноста и пораката што треба да се пренесе преку неа.
да покрај тој уметнички аспект, архитектурата е инволвирана во нашите секојдневни животи, па така и у проблемите на тие секојдневни животи и у проблемите на младите, од гужвата низ град до и политика. Како мислиш дека еве, да речеме, нашиот главен град Скопје е во фаза каде што стварно веќе секогаш е гужва, секогаш е натрупано, градот се уште згради, пола стојат празни. Како мислиш дека од оваа фактичка ситуација може малку по малку да се оди кон подобро? Знаеш, тоа се проблеми што веројатно вие како млади архитекти ќе доаѓа времето што ќе треба да се решаваат, за жал. Знаеш, понекогаш се чувствувам дека не спремаат општо во сите области, дека не спремаат за градење на нешто ново, знаеш, од нула. Овде имаш парк и овде да изгради зграда, а веројатно се повеќе и повеќе ние ќе се соочуваме со поправање на грешките од минатото. Да. Така што ве подготвуваат ви како архитекти да ги поправате работите што се лоши. Во ред, ново ќе направиме, а тие што се лоши мора и со нив нешто да правиме. Да, мислам дека тоа е поретко гледиште, дека поретко не подготвува да ги поправаме работите, секогаш кога ќе се учи нешто, нели се учи да се изгради од ново, што не сметам дека е правилен пристап и затоа веројатно многу почесто се соочуваме со тие проблеми, односно ние како млади архитекти се соочуваме со проблемот да поправиме проблем. И не сме спремни во тој контекст. Ама од друга страна сметаме дека самиот град, самите институции, политика не ни дозволува да се осврнеме на тој проблем, затоа што постојано се менуваат работите, постојано се гради нешто ново каде што не треба да постои градба воопшто. Не се дава никаков контекст, односно однос кон природата, кон инфраструктурата на градот, кон жителите на градот и слично, туку напротив, тоа се сведува на перење пари на некој начин. И сега многу ме интересира, ги прашав и уметниците за нивните дејности, дали имаат каде да ги прикажат, ги прашував музичарите дали имаат каде да свират, каде да пробуваат. Од твој аспект како млад човек, искачаш у град, сакаш да видиш нешто што е културно, ама сепак го имаш тој момент на професионална деформација. Имаме ли доволно простори во градот за уметност? Добри ли се тие простори? Каде фалат? Што можеме да поправиме? Просторот како простор не сметам дека треба да биде ограден со 4 ѕида за да биде простор и за да може таму да се случува некој културен настан. Мислам дека постојат, ама се повеќе изумираат од тој муабет што го правевме до сега, дека на секоја можна ќоша се гради зграда, дека се почесто имаме волумени од колку празни простори и така натака, така што да, може да се најде простор, без разлика дали е тој ограден или не, само треба да градот некако да ни даде инспирација за тоа. Мислам дека правевме доволно сериозен муабет, воопшто не ги чепнав сериозните теми. Значи имаме теми, сакав темата која треба да ја обработиме овој месец и оној политички аспект на колкаво влијание имаат младите во одлучувањето преку гласање и сите демократски процеси што ни следуваат, ама се разговараме дека како млади архитекти немаш толкова моќ. Така што верувам дека истото ти се пренесува и околу моќта како млад човек под тоа да си млад архитект. Да, така некако се рефлектира во сите полиња тоа. Не само во архитектурата како професија, туку и архитектурата во тој општествен контекст. Ја дискутиравме темава како да ја срочиме и ми текна на една изјава, тоа не е важно за кого ќе гласате, важно е кој ги брои гласовите. Не е важно колку добри архитекти имаме, важно е кој ги гради зградите. Да. И мислиш ли дека сепак ние мораме да го повлечеме тој момент и да упорни да сме истрајни во гласање, во излегување, во бидување гласни за сите проблеми што ги имаме во општеството и дека тоа може да донесе промена? Или сметаш дека тоа е тоа?
Нема Не, спас. сметам дека како млад човек мора да имаш ентузијазам во себе и мора да ја поседуваш таа сила да повлечеш нешто. Веројатно на 40 години нема да го имам тоа во мене, ама сега да, и сметам дека секој од нас треба да го прави тоа, дефинитивно. Често сум, ова ми е само чиста забелешка, вака од знаење дека често вашите проекти што сум ги гледал студентски, кои ќе дојам на годишната изложба, можам да го почувствувам гневот кон се што е лошо направено. Знаеш, во самите проекти мислам дека може да се види еден момент на гнев кон тоа што веќе го има, со некаква приказна зашто тоа може да стане всушност. Да, и како може да биде подобро. Да, во секој случај, затоа што мислам дека на архитектура не учат како да имаме обзир спрема контекстот, спрема тоа што се случува, макар и контекстот да биде лош. И веројатно во тој момент доаѓа моментот на критика, како да го критикувам тоа што е лошо преку мојот собствен труд на некој начин. Така што да, и јас сум го забележала тоа е добра забелешка. Да те прашам што можат да очекуваат луѓето на 30 или немаш да ни одговориш се уште? Ќе останам дискретна. 30 август, Млади за Скопје број 10, јубилејно. Па потоа ќе паузираме некој месец дури да олади, дури да имаме нова власт и сите тие работи. Мислам нова или стара не се мешам како сакате. 30 август, уличката е Лакања, Анастасија Гичевска, пианист, Калина Трајановска, уметник. Во покушај. Се надеваме дека ќе дојдат и дека ќе биде супер. Култура е одраз на ментална состојба на секој субјект. Култура е насловна страна на секое општество.